Лицата со телесен инвалидитет од Битола и околните места со дефиле по 13 пат на Широксокак уште еднаш го кренаа својот глас дека како ранлива општествена група се соочуваат со архитектонски и други бариери, стереотипи и предрасуди, како да се стигне до пристапите кога се блокирани во секоја прилика или пак воопшто ги нема, прашуваат лицата со најтежок облик на телесен инвалидитет. Се соочуваме со бариерите, не можеме да се сметнуваме по ивичњаци, коли ни паркираат се, коли да не застанува толку. Секаде е тротоари, кај што имаме вака патеки, увек коли има, точаци. Секде се паркират, ги молиме да ги тргат, али мораш да чекаш пола сат да дојде на колата газдата, па да се тргне. Покрај несовесните граѓани, дури и градските татковци не ги решиле основните проблеми за телесните инвалиди, бидејќи општината и другите локални институции немаат изградено пристапи за овие лица. Состојбата со бариерите не е задоволувачка. Прво треба дека самата државните органи, општината, другите институции се непристапни. Работиме, во овој момент се работи да се направи пристап на општината првен, до градоначалникот, до советот, да биде пристап на Домот на културата и тоа е единствено попристапно почна се работи, тоа е музеот. Свесни сме дека постојат проблеми за инвалидизираните лица, но ние сме како институција решени да ги решаваме проблемите. Во тек е постапката за пристап до општинската зграда за набавка на мобилна рампа и во тек е постапката за набавка на едно возило со кое ќе може да се врши превоз на инвалидизираните лица низ градот. На ниво на држава, иако е подпишана меѓународната конвенција за правата на лицата со телесен инвалидитет и веќе 9 години е донесена соодветна законска регулатива, сепак во пракса изостанува примената. Во Македонија има регистрирано над 9000 лица со телесен инвалидитет, а се претпоставува дека ова бројка е двојно поголема. Во Битола и регионот се регистрирани 1100 лица и реално ги има многу повеќе. Со такви факти на денешното дефиле, со исклучок на градоначалникот на Новаци и председавачот на Советот на Битола, не дојде ниту еден градоначалник од Пелагонискиот регион за да им даде поддршка, макар и декларативна.